Слушате на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Ова утро се наоѓа во просториите на едукативниот клуб Пчелка. Ке разговараме со Билјана Петрушевска, која што е собственичка на едукативниот клуб Пчелка и воедно е оделенски наставник повеќе од 29 години. Билјана, добро утро. Ви благодарам што ова утро ги отворивте портите од вашиот едукативен клуб Пчелка за нашата екипа. Честитки за ова прекрасно катче на менето се пред се за најмладите, за дечињата, носи навистина интересно име Пчелка. Зошто се вика Пчелка и како започна целата ваша приказна? Најпрво ви благодарам за посетата што не удостоивте и за убавите зборови. Верувам дека добар впечаток ви оставивме на почетокот. Пчелка за мене многу значајно име. Тоа беше символот на мојата прва генерација кога ја зема во прво оделение. Како што знаете, секое оделение си носи свој символ за да ги препознаваме ние дечињата кои се од нашето оделение и им ги пишуваме имињата на дечињата. Токму таа пчелка беше мојата прва пчелка кога започнав во образование. Токму поради тоа сакав да биде пчелка. Инаку, како започна сето ова е една моја идеја, да кажам еден мој сон, кој што после многу долго време конечно ја остварувам и се надевам дека ќе трае. Кои се целите и активностите на едукативниот клуб Пчелка, значи и за која возраст е наменето? Значи вака, пред се наменето е за децата од училишна возраст, иако тука не ги исклучуваме и помалите од 3 до 5 годинки, ќе воведуваме и за нив некои работилници, но исто така не ги исклучуваме и возрастните кои што барем пројавуваат интерес за изучување на странските јазици. Пред се, тука имаме едукативни услуги, различни програми, можам неколку да набројам од нив досега кои што функционираат, како например новата програма сега што ние учиме заедно, посветена на дечињата кои што одат во училиште и немаат време, можеби дома сами, не можат, немаат доволно помош од родителите бидејќи се со своите работни обврски, да дојдат тука, да им помогнеме, дали час, дали два, да повежбаме, да се подготвуваме за тестови и за да постигнеме подобри резултати. Имаме и други клубови, најактуелен е математичкиот клуб, најмногу интерес има за него, англискиот клуб и програмирање ни се некако најактуелни. Да не ги заборавам и идните првачиња кои што во се поголем број ни се приклучуваат. За да бидат подготвени за стартот на новата учебна година. Сега, Билјана, кои се придобивките на дечињата кои што се дел од едукативниот клуб Пчелка? Придобивки има многу големи, значи да ги наброиме прво, пред се, значи знаењето, што го на некој начин стекнале во училиштето, тука да го усвојат, да се осамостојат, да го покажат, да стекнат самодоверба, бидејќи многу често ке децата ја немаме таа самодоверба, иако го имаат знаењето, не умеат доволно да го покажат. Придобивките се тоа што тука ќе научат како самите да учат, самите да се подготвуваат, да не бидат зависни од родителите, додека се мали, тие во почетокот се зависни, но потоа како ние полека да ги осамостоиме. И секако со разни вештини да се стекнат понатаму што ќе им треба во животот. Сега, покрај едукативниот карактер, дали во едукативниот клуб Пчелка имате и социјално забавен дел за дечињата? Гледам овде среќен роденден, значи најверојатно се одржуваат и родендени, така? Така. Тоа не е исто така нешто ново, со креативни роденденски работилници, значи да не биде обичен роденден, да не биде тоа обична прослава на роденденот, туку да бидат децата сепак со нешто заангажирани и сепак да стекнат некоја вештина, да кажам. Другото, например, секако во паузите кога имаат помеѓу учењето, секако имаме друштвени игри, имаме игри на нашиот популарен панел, многу го сакаат, исто така игри имаме на Xbox-от. Посебно во летниот програм имавме многу такви активности на дружба, на забава и морам да напоменам исто така игри надвор во нашава околина тука. Така, тоа сакав да прашам дали може би одите на прошетки. Така. Кажавме дека сте неполна година веќе работите, во мај ќе си го правите вашиот, ќе си го одбележите првиот роден ден. Дали може би нешто заборавивме од оние ваши активности или кажавме се што беше потребно?
Па вака, многу активности има што ќе следат. Значи, имаме многу клубови кои што сега допрва ќе оживеат. Ние не сакавме да дојдеме со некое брзо темпо, сепак сакавме да дојдеме чекор по чекор. Морам да ги напоменам тука интересите на родителите за најмалите, значи за 3 до 5 годинки, ќе реализираме работилници во трајање од 40 до 60 минутки, за да и тие полека се вклучат нели во процесот на социализација. Да го напоменам исто ликовниот клуб, музичкиот клуб, научниот, креативниот, сите тие клубови се надевам дека од септември ќе заживеат и како што споменав претходно и за возрастните, ќе ги вклучиме највеќе во странските јазици. И сега за сите заинтересирани, за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој преубав амбиент и од овој едукативен клуб Пчелка, каде и како може да ве најдат? Каде се наоѓате? Ние се наоѓаме во Карпош 3, познатата нели лептокарија комплекс на улица, односно булевар Партизански одреди број 66Б. И ако можете ве нели гледачите да ако сакаат да дознаат нешто повеќе за нас, може тоа да го направат на социјалните мрежи, слободно, значи едукативен клуб Пчелка на Инстаграм, на Фејсбук и нашиот телефонски број 078 733 661. Благодарам многу за разговорот, ви посакувам многу успех. Сите овие планови кои што ги кажавте да ги изреализирате од септември па натаму и секако, драги родители, драги баби и дедовци, донесете си ги вашите дечиња во едукативниот клуб Пчелка, возраст од 3 години па нагоре, до претпоставувам 14-15 годишна возраст, има едукација, има забава и секако она што е најважно, тоа е социјализација. Билјана, благодарам. Ви благодарам и на вас за посетата.